Цените растат, граѓаните и стопанството се жалат, но власта е смирена. Народната банка веќе потврди дека инфлацијата скокна на 2,2%, а денеска и статистика официјално соопшти дека трошоците за живот во септември пораснале за 3,7%, а цените на мало дури за 5,6% во споредба со истиот период лани. Овој сериозен аларм засега не ја потресува владата, која вели дека ја следи состојбата, но засега не конкретизира дали и каква стратегија ќе употреби за шокот да се амортизира. Министерот за економија Крешник Бектеши не смета дека со мерките се доцнело, но вели ако треба не се исклучува вонредна мерка за замрзнување на цените. Ако во случај се случува да има такво зголемување, секако дека ние директно ќе интервенираме. И во зависност од тоа како ќе се одвиват цените и на суровините и на репроматеријалите, и во делот на увозот, но и во делот на производството и на производите кои тука во нашата држава се произведуваат. Бизнис заедницата е мобилизирана и веќе испрати сериозен аларм дека состојбите се многу критични. Вчера попладне имале и средба со вице-премиерот Фатмир Битики, но конкретно не се договориле ништо. Премиерот Заев пак денеска смирува дека инфлацијата не била толку страшна и дека се движела во рамки на предвиденото. Финансиски сме стабилни, секој пат сме спремни и согласно праксата дома, но и праксата во европската земја, со нашиот заеднички пазар, со Европската унија нормално, со целиот наш регион, како ќе се действува, така и ние навремено ќе действуваме. Растот на инфлацијата гледате дека се номинира околу 2,7% и тоа апсолутно е контролирачки. Договорот или ветувањето меѓу власта и бизнис секторот е дека ако има потреба ќе се интервенирало, но по се изгледа потребата е и повеќе од очигледна. Ако се направи само една обиколка во поголемите маркети, каде безмалку се што се продава е осетно поскапено, и за разлика од цените, стандардот на граѓаните тапка вместо и не држи заковани на дното во Европа.